Почитувани. Зоран Заев во сценаријето за капитулација не доби поддршка ниту од струмичани, ниту од своите соседи. Зоран Заев не успеа да го повтори гласовите на СДСМ од претходните циклуси. Ниту на ниво на општина Струмица, односно ја губи поддршката на струмичани. Ниту во неговото избирачко место, каде што гласа самиот тој, односно ја изгубил довербата кај соседите. За штетноста на договорот и одбивањето на неговата политика од последниве години најдобро зборува и статистиката за родното Муртино, каде не само што не ги повтори гласовите на Коста Јаневски и Маријан Даскаловски од минатогодишните локални избори, туку речиси 1/3 од гласачите кои во 2013 година гласаа за трет мандат на Зоран Заев, овој пат не го поддржаа договорот од Преспа. Имено, повеќе од 30.000 струмичани, односно 63%, решија да не учествуваат во нанесување на штетната одлука. Почитувани, СДСМ во Струмица е во паника затоа што резултатите ја покажаа вистинската слика. Сведоци сме на притисоците врз администрацијата и стопанството пред референдумот и овие денови потоа. Сведоци сме на огласите за вработување, каде се нудат и очигледно добри плати за работа во општината. Но и покрај се, резултатите беа поразителни, затоа што наместо работа и проекти, СДСМ не прави ништо за сограѓаните. Бидејќи се зафатени единствено со обезбедување на својата така наречена економска комоција. Дури манипулативното прашање за референдумот со капитуланскиот договор пред сограѓаните го оправдуваат со таква реторика. Како инако да ја објасниме срамната и безобразна изјава на еден од претениците од Социјалдемократскиот сојуз, која вели: кога немаш економска комоција, кога буквално сме прилично без пари, чуму ни е идентитетот. Може да се објасни единствено како лична некадарност на локалниот состав на СДСМ во Струмица и вообичаеното потценување на сограѓаните во речиси секоја сфера на општественото живење, каде и дури националното достоинство се декларира со парична вредност. Ви благодарам.